Почитувани гледачи, добар ден. Следите вести на Канал 8. Исплатата на субвенциите за производителите на ориз треба да започне наскоро, откако представници од Сдруженијето Бело злато имале состанок во ресорното министерство. Според договорот, веќе се обезбедени потребните пари и субвенции ќе добијат и сточарите. Представници на Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато одржале состанок во Министерството за земјоделство во Скопје, на кој со ресорниот министер се разговарало околу исплатата на субвенциите. На средбата били изнесени факти дека финансиската поддршка од државата наменета за оризот доцни неколку години. Земјоделците велат дека се задоволни од разговорите, затоа што добиле ветувања и наскоро ќе се исплатат субвенциите што им следуваат. Од вчерашната средба со министерот Николовски во Скопје произлезе дека конечно ќе се деблокира платежна агенција, односно ќе се исплаќат субвенциите на правите земјоделци. Тоа е неговата вчерашна изјава, која што и вети во најбрз можен рок ќе бидат исплатени комплетно субвенциите заклучно со 2016 година. Тоа се субвенции за оризот? Да, за оризот зборам, за исклучиво за нашиот регион, пошто оризот е носител како култура на град Кочани и пошироко. Освен за исплатата на редовната финансиска поддршка за изминатите години, на средбата во Министерството се разговарало и за субвенцијата од дополнителните 5 денари за килограм, што на производителите на ориз им беа ветени пред една година. Тие 5 денари има можда еден мал дел оризопроизводители кои ги имат земено, а поголем дел не, ќе влезат во сегашната исплата која е во тек, значи ќе ги добијат комплетно субвенциите за 5 денари и по единица површина заклучно со 2016 година. Расположение од страна на министерот има да го посети Кочани, градот на оризот, со неговиот тим од кабинетот, значи да ги види, да ги согледа проблемите на оризопроизводителите за оваа нова сезона и да се темелно запознае, пошто за само неколку месеци доаѓа новата реколта на оризопроизводството и мора да дефинираме многу порано откупна цена за 2017 година по килограм произведено килоарпа. На состанокот со министерот Николовски било побарано освен за оризот да се исплатат и субвенциите за млекопроизводителите, сточарите и останатите фармери. Исто така, едно од барањата било субвенции да добиваат само вистинските земјоделци, односно оние кои произведуваат и пласираат, наместо досегашната практика, кога на бизнисмени кои зеле државно земјоделско земјиште под закуп, им биле исплаќени субвенции, иако на нивите немало засејано ништо. Во Кочани се одржа работна средба на сметководителите и овластените сметководители од регионот, во која беа презентирани новините околу пресметката на минималните трошоци за давање на сметководствени услуги. На состанокот присуствуваа представници од сметководни фирми од Кочани и соседните градови. Од 1 јули стапува во сила правилникот за примена на актот за минималниот надоместок на трошоци за книговодствени услуги, што е усвоен на собранието на Институтот на книговодители и овластени книговодители во мај годинава. Тоа беше повод во Кочани да се одржи работна средба, на која беа представени измените и новините што ги носи новото законско решение. Беше речено дека, иако законот за вршење сметководствени работи е донесен уште во 2011 година, неговата суштинска примена започнала дури во јуни минатата година. Активно работиме на изготвување на регистарот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија. Тој регистар ќе ни даде точна бројка со колку сметководители располага Република Македонија и од областа како на сметководител, така и на овластен сметководител. Второ, ќе ни даде и старосната структура на книговодителите во Република Македонија. Покрај тоа, со законот за вршење сметководствени работи, секој сметководител и овластен сметководител има одредени обврски, тоа е новитетот со законот, кој што мора да ги исполнува, а се со цел да се подигне квалитетот
и знаењето на нашите колеги во Република Македонија, како би можеле да дадеме поквалитетна, поточна, појасна, попрецизна услуга од областа на книговодството и сите клиенти да бидат задоволни. За да можат да ги следат измените и новите законски прописи, книговодителите се обврзани да имаат постојана едукација, односно годишно да посетуваат обука во трајање од 120 часа. Ова им го зголемува трошокот во работењето, поради што ќе мора да го вклопат во цената на услугата што ја даваат. Втората работа, која што е исто обврска на книговодствените друштва кои што ќе работат книговодствени работи, е да мора да имаат да поседуваат полиса за штета или нанесен штетен настан од некое несовесно, небрижно работење во книговодството. Така да, на една страна се зголемуваат обврските на книговодителите и на книговодствените друштва, нормално е дека тоа, а целта е не друго, само да се подигне квалитетот и гаранција дека квалитетот, нели, полисата за осигурување дава гаранција кон комитентите за истото, дека ќе се зголеми квалитетот. Од таа причина нормално е да се очекува и да ставиме некоја регулатива во поглед и на минималниот надомест на трошоци за книговодствени услуги. Дали ќе има покачување во минималниот надоместок за книговодствени услуги, засега се уште е непознато, но главната цел, беше речено на работилницата, е да се подобри квалитетот на самата услуга што се дава. Слични работилници како во Кочани, Институтот на сметководители и овластени сметководители одржува и во другите региони во Македонија, со цел да се објаснат измените што ги носи Законот за сметководствено работење. Општина Кочани планира да набави 30 нови персонални и преносни компјутери и придружна компјутерска опрема, за што ќе се потрошат над 26.000 евра. Компјутерите ќе бидат наменети за вработените во општинската администрација, но и за членовите на Советот на општината. Дел од вработените во општинската администрација во Кочанската локална самоуправа наскоро ќе се подноват со нови компјутери и компјутерска опрема. Освен нив, сосема нови лаптоп компјутери ќе добијат и членовите на Советот на општината, но најверојатно тие ќе бидат наменети за новиот советнички состав. За потребите на вработените и на советниците, во процедура е набавка на 10 персонални стационарни и 24 преносни компјутери, 2 ласерски принтери и друга поситна опрема. Тие треба да овозможат поефикасно извршување на работните задачи, но и подобрена електронска комуникација. Во општината испланирале за оваа намена да се потроши максимална сума од над 1.600.000 денари, односно во просек по околу 40.000 денари за компјутер. Постапката за набавка е во тек, односно пред неколку дена заврши јавниот оглас за избор на понудувач, пошто ќе треба да следи разгледување на пристигнатите пријави и понудената најниска цена. Со оглед што се работи за повторување на истиот оглас што беше објавен во мај, доколку нема отстапување во понудите или други правни пречки, од наесен се очекува дел од вработените да добијат нова компјутерска опрема. Како што е нагласено во техничката спецификација, се работи за компјутери со соодветни карактеристики што треба да одговараат на потребите на вработените и на членовите на Советот. Освен тоа, од понудувачот се бара да обезбеди и соодветен лиценциран оперативен и друг софтвер. Општината секоја година од буџетската сметка издвојува средства за набавка на компјутери и компјутерска опрема, а сумата во просек е слична. Лани за истата намена беа потрошени нешто повеќе од 1 милион, додека во претходните 2 години за 20 компјутери од буџетската сметка беа платени околу 2 милиони денари. Од кабинетот на градоначалникот Радко Димитровски испратија писмен допис со договор на пресконференцијата на СДСМ, а на која имаше обвинувања за непотизам. Во продолжение го пренесуваме интегралниот текст. Со жалење констатираме дека СДС во Кочани уште се занимава со она што не постои. Она што беше редовна работа во општина Кочани, а беше прекинато со парламентарните избори, кои во 3 наврати ги закочија истите луѓе, се спроведува сега по завршувањето на изборите. Ние не се занимаваме со такви работи. Ние работиме на проекти за општина Кочани и им препорачуваме на граѓаните да го погледнат отчетот за сработеното и подсетуваме на моменталните активности на улиците Гоце Делчев во Оризари, Карпошово во Стание, Асмом, изградбата на малите улици во сите населени места во Кочанско, како и проектите за изградба на браната Речани и пречистителната станица за отпадни води.
Ние продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните на Кочани, се вели во писмениот допис од кабинетот на градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, а како реакција на пресконференцијата на општинската организација на СДСМ, на која тој беше обвинет дека спроведува непотизам во унапредувањето во општинската администрација. Објавен е конкурсот за запишување на нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев за учебната 2017-2018 година. Според распоредот на факултетите и академиите, има слободни места за околу 5200 завршени средношколци. За наредната учебна година се предвидени околу 5200 слободни места за запишување нови редовни и вонредни студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тие ќе бидат распоредени на 12 факултети и 3 академии, на кои има 100 студиски програми во трите циклуси на студии. При тоа, за околу 3200 студенти се планира да бидат редовни со плаќање на доместок од 200, околу 1000 се со плаќање на доместок од 400 евра, додека 900 места се наменети за вонредните студенти. Она кој што може да биде од интерес за заинтересираните студенти е тоа дека уписите, односно првиот уписен рок ќе биде на 14, 15 и 16 август, вториот на 24 и 25 август и третиот на 4 и 5 септември. Организацијата ќе биде како сите години до сега на едно место и на дисперзираните студии, односно во наставните центри на Универзитетот Гоце Делчев во Струмица, во Кавадарци, во Прилеп, во Скопје, во Радовиш. Карактеристично за овој конкурс е што за прв пат нема предвидено слободни места за дисперзираните студии во Кочани. Ниту на правниот, ниту на економскиот нема можност да се студира овде, со што на некој начин прекјутно се признава згаснувањето на двете високошколски установи. Единствено, на дисперзираните студии на Машинскиот факултет во Виница се предвидени 100 слободни места, односно по 50 на двете насоки – производно машинство и транспорт, организација и логистика. Од друга страна, нова насока за класична гитара се отвора на Музичката академија, а има и новини на Педагошкиот факултет. Еден нов момент е тоа дека студиска програма по педагогија, која што подолго време беше во мирување, веќе е со соодветен број на кандидати кои што може да ги запише Факултетот за образовни науки. Тоа се некои така новости, специфичности во конкурсот. Според конкурсот за уписи во прва година на Универзитетот Гоце Делчев нема да се наплаќа партиципација за студенти без родители или за лица со инвалидност од прв степен, за воени инвалиди и лица одгледани во домови. Исто така, новина од оваа година е што учениците кои израснале со само еден родител ќе плаќаат половина од износот за партиципација. Ротари клубот Равена во Италија и додели прва награда на младата Александра Митева од Виница за изработен мозаик. Таа е студентка на Уметничката академија во Равена, каде веќе имала неколку групни изложби. Александра Митева од Виница својот уметнички талент го потврди и во интернационални рамки. Во финале за избор на најдобар мозаик на конкурс на Ротари клуб во Равена, Италија, го освои прифинетиот вкус на ротаријанците. Тарот карта, според Равена, е темата на која е изработен мозаикот на Александра, а на кој конкурирале стотици уметници. Во финале учествувале само 10 идеи кои се избрани за изработка на мозаик во рок од 2 месеци. Оваа година темата ни беше Тарот карта според Равена. Како и сите студенти на академијата, така и јас решив да учествувам. И веќе бев примена во вториот круг. Нели требаше да се реализира идејата во мозаик и на крајот завршив со награда од овој конкурс. Интерес беше голем и конкуренцијата беше голема. Учествуваа доста студенти на академијата, но сепак јас како студент од прва година решив да си ја пробам шансата и да учествувам. Не очекувах ваков успех уште во прва година, но сепак ова доволно ме мотивира да одам напред и да напредувам и да се трудам повеќе.
Како прво наградена со 1000 евра за неизе и 1000 евра за Академијата од страна на Ротари клубот, успешната приказна ја сподели и со нас. Инаку, Александра е на почетокот на студиите, прва година на Академијата во Равена, каде се запишува по завршувањето на Средно уметничко училиште во Скопје и Основно училиште во Гоце Делчев во Виница, а во Италија добива и стипендија за школување. После завршувањето на средното уметничко со консултација на мои професори, решив да аплицирам на една од италијанските академии. Бев прифатена, веднаш после тоа добив италијанска стипендија. Во текот на оваа година зеде активно учество на повеќе групни изложби во рамките на Академијата. Незините успеси се зачеток на амбициозна уметничка кариера која веќе се потврдува, а покрај мозаик, Александра паралелно ги изучува и останатите техники во уметноста. Следуваат информациите од спортот. Управниот одбор на ФК Осогово доживеа мали персонални промени, односно проширен е бројот на неговите членови. По договорената дополнителна помош од општина Кочани, сега се преговара за нови фудбалери кои треба да ја засилат екипата. По решавањето на дилемата дали ќе се обезбедат потребните пари за котизација во втората лига, во фудбалскиот клуб Осогово атмосферата е порелаксирана и веќе се работи на стабилизирање на раководната структура. Во изминатиот период се одржале неколку состаноци на управниот одбор, на кои било донесено решение за проширување на неговиот состав. Големи поместувања во раководството нема, односно Бранко Богатинов и понатаму останува председател на клубот, а за подпредседател е назначен Атанас Кушевски. Долгогодишниот прв тренер на Осогово Крсте Крстев по една сезона паузирање се враќа во таборот на жолтосините на местото спортски директор. Новина во составот на управата е што досегашниот играч и миленик на навивачите Ангелчо Арсов е именуван за финансиски директор, додека технички секретар е Кире Тодоровски. Правните работи во клубот ќе ги извршува Александра Стојановски. Владко Јовановски и понатаму останува на позицијата прв тренер, а негови помошници ќе му бидат Зоран Филипов и Лазар Балдазаров, кој ќе продолжи да работи со голманите. Од управниот одбор на Осогово потврдуваат дека во тек се преговорите со сите досегашни играчи за продолжување на соработката. Исто така се размислува и за нови засилувања во играчкиот погон, за што се контактирало со тројца фудбалери од други клубови, а се размислува за преговори за уште со толку. Периодот за екипирање е краток, со оглед што почетокот на новото првенство се најавува за крајот на август. Првата прозивка на новиот состав на кочанскиот второлигаш е закажана за 8 јули. Со информацијата за времето го завршуваме ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте убав и пријатен викенд. Довидување.